3000 вакцини на Синова Кутрово пристигнаа на пунктот за имунизација во Прилеп. Со овие количини се очекува да се засили темпото на вакцинација. Денеска за вакцинација биле пријавени околу 800 граѓани, а вчера се вакцинирале 900. Досега во Прилеп се вакцинирале околу 12.000 граѓани, од кои што 4.000 примиле и ревакцина, а уште околу 3.000 прилепчани се вакцинирале на други регионални пунктови. Моменталниот пункт во градот има капацитет да вакцинира по 1000 граѓани дневно. Старосната граница на граѓаните кои што се вакцинирани е различна, односно граѓаните кои што се обратиле и се најавиле на мој термин над 60 години, вклучително сите кои што се пријавиле се опфатени во системот, веќе се или во фаза на вакцинирање или веќе се имунизирани. Веќе ги вакцинираме и оние граѓани под 60 години, односно под 40 години. Потек биле преговорите и со Стопанската комора за да се започне и со масовна имунизација во фирмите на оние граѓани кои веќе се пријавиле за вакцина. Денеска граѓаните во Прилеп се вакцинираа со Pfizer и Sinovac, а се вршеше и ревакцина со Sinopharm и AstraZeneca. Заинтересираноста за Pfizer е поголема. Во суштина станува збор за лично право на секој да се избери со која вакцина сака, меѓутоа станува главната препорака на сите дека сите вакцини се безбедни, сите вакцини се добри. Нивната главна цел е да не заштитат од тешка клиничка слика, односно од смрт. Така да јас би им препорачал да не избираат многу со која вакцина ќе се вакцинираат, туку да се вакцинираат со првата достапна вакцина. Според директорката на болницата во Прилеп Кети Смилеск, ако се продолжи со овој тренд на имунизација по околу 800 граѓани дневно, за околу 2 недели би можело да се очекува да се започне со слободна вакцинација без претходно закажување.